Дечки, здраво! Четврта епизода од Клелничарски муабети и дојдовме да го видиме тоа што сите сакаме да го видиме со своји очи. Ја им кажав у Моцарт. Све го има по билтен на реклама, ваму, таму, а им реков, дур не ме однесете да го видам, не верувам. И што да видиш? Ја кога слушнав X тројка, мислев дека нешто помало ова, она, али ова чудовиштево што го гледаме позади мене, тоа е тоа за што сите играме периодов. Значи, надпреварот ни е во тек, дојдовме да видиме за што се бориме и Бога ми има што да видиме. Јас ја би сакал и да ви објаснам по нешто за колата, ама као што веќе предпоставувате, у коли многу не се разбирам, затоа ќе викнеме специјалист тука од BMW да ни објасни што и како и што добиваме со овој автомобил, а наше е нели да си направиме тикет и да играме за BMW. Здраво, дечки, јас сум Саво. Ова пред мене, или позади мене да кажеме, најновата BMW X3 со дизелски агрегат, 2.0 мотор, 190 конски сили, 400 Нм вртежен момент, постојанен погон на 4 тркала и воено 8 степен автоматски менувач, проследен со возилото. Конкретното возило содржи со себе феноменални LED светла, најнова технологија од активна и пасивна безбедност која што се нуди од страна на производителот, дигитална клима со контрола на 3 зони, Bluetooth, темпомат конекции, натрешност кожа со варијанта беж, грејачи на седишта и ред други опции. Околу менувачот на возилото, истиот е во комбинација со 8 брзини, конкретно нешто најдобро што може да се понуди од автоматски менувач во автомобилска индустрија. Производителот е добро познат од страна на автомобилските љубители, тоа е германската компанија ZF. И во прилог во текот на возењето ви овозможува потполна индивидуализација во однос на тоа каков тип на возач сте вие. Од проследување на режимите на возење кои што ви доаѓаат стандард со секој BMW, еко, комфорт и спорт режим на возење, до мануелен или полуавтоматски режим на управување, во зависност од тоа во која ситуација се наоѓате. Околу погонот на 4 тркала можам да кажам дека X-Drive е еден од врвните погони кои што моментално се нудат на пазарот, со уникатност за распределба на вртежниот момент дури и до 100% ако треба на една оска во однос на друга, што го прави доста економичен, доста агилен, доста проведен и воедно најлесен во својата класа. Што све ни изнакажа Саво, да ја испрезентира колаа како што треба, значи на нас останува само да се вратиме у студио и да си направиме тикет за BMW-то. Ја пробав и да го запалам, пробав директно со 20 денари, ама после ми кажа дека треба 20 денари, тикет, најголема квота, па ќе дојдам по клучевите. Се гледаме од студио да направиме добит на овој пат. Бидете сериозни. Со тешко срце се вративме во студио. Нормално тешко дека не е лесно таква кола да се разделиш, али битно е дека знаеме што треба да направиме голем коефициент и се надеваме дека пак ќе се вратиме таму и пријателчево Саво од BMW, следен пат место да покажува он како, што, зашто, ќе подаде клучевите, па ние ќе покажуваме како и што и зашто. Да направиме тикет за викендов, значи одиме на голема квота. Ја да не искочи сега дека ја се правам многу зналац енциклопедие, прошетав по кладилнициве, зборев со момциве што работат и девојките операторите, нормално да се информирам на што највише прават големи коефициенти. Пошто знаеш, ја малце брзам тие као рол на тоалет ливчињата со по 30 утакмици. Човече, па не можеш да ги доследиш утакмиците, да ги допратиш која си ја фатил, која чекаш, која не ја чекаш. Најголеми коефициенти прават дечкиве што си играат нешто што носи голема квота. Гол го прво, гол го второ. Само гол го прво. Полувреме крај, посебно Кецу X, 2UX, овие местениве Кецу 2, 2U Кец. Значи идеме да бараме нешто такво. Овој пут, пошто имаше многу коментари, сум ја тупел со апликацијата, само на ливчиња се упишувал, тргаме на страна, сега ќе си правиме тикет на апликација, ја да ви кажам. Нема ништо полесно.
ова Лига на нации, да не знае човек што да бира, кој го сваќа као пријателска, кој го сваќа као компетитивна. Италијанците се запнале, сакаат нешто да се вадат за што не се пласира на светско. Ние сакаме да идеме на европско. Португалија не го вика Кристијано Роналдо, крај не можеш да фатиш. Затоа нашите стари пријатели англичаните имале мислеле на нас. Значи си има втора, трета, четврта, пета, шеста југ, шеста север, седма, колку сакаш. Ја одма ќе ви кажам, овдека многу не му ја мислам, не гледам табели. Ги барам тие што имаат горе-долу ист коефициенти за кеци за двојка и си ги пукам гол во прво, гол во второ. Еве, на пример имаме Англија 4. Гримсби, Каверли Таун. Одма си ја лупаме. Многу е добро што одма тука ни го рачуна коефициентот. 17. Може. После тоа ја одиме овде како ќе биде Халифакс Довер. Овие едните и другите даваат голови, проверено ми е, само да знаете. Да не мислите дека на памет ги кажувам. 18 квота. Треба да направиме голема, не се зафркавајте. Чекај да видиме, Кру Транмере. За овие Транмере, значи како да ви објаснам, може ќе звучи како црн хумор, али за мене тоа е една многу болна анегдота од животот. Пред неколку години имаме на тикет 5 утакмици, гол во прво. И чекаме влага една, втора, трета, со другар ми Никола, во кисела вода живее. Една, втора, трета, четврта влага и пета Транмере, Акрингтон Стенли. Ние се радуваме, 100.000 дарки со 25 денари, вака така, кога негдека 70 минут, гледаме суспендет. Ја прекинуваат утакмицава. Се надеваме, можда доште, можда снебало струја, знаете како у понитски велиги, и си чекаме да си ја продолжат и да си приврши, зашто фатера ни у прво полувреме. Кога утакмицата абандонт, како се вика тоа на англиски? Ја напуштиле. Што е, ќе се доигра, нема да се доигра. Тоа, драги мои, голманот на Акрингтон си фукнал главата во статива, расцепил главата и лесна му земја, мада на мене беше многу тешко, човекот почина. Така да знаете, мислам вака, мене сега од денешен аспект и малку ме фаќа жал, ама тогаш па иш не ми беше жал за него, одма ќе ви кажам. Али тоа е. Се враќаме на апликацијава, пошто ме чека да направиме Кру Транмере. И таа гол во прво, гол во втора. Веќе стигнавме до 5200 квота. Како се дига квотава? И овдека ќе ги ставиме Хартлепул Барнет. Ајде да видам. Ќе ви ги запишат тука колеги ве од режија. Па веќе стигнавме квота 98.838. Ова ќе си го зачувам и 20 денара од салон ги ставам тука. Со овие пари, што ќе добиеме BMW и сам ќе си купам BMW. Дајте, у пресредна следна емисија, имате телефони, имате апликации, дзирнете кои утакмици се за викендот што следува и дајте да направиме нешто заедничко. Пуштете во инбокс предлог, пуштете ми во коментар предлог. Ќе разгледаме, ќе одлучиме, правиме едно добитно. Дојдовме до крајот на четвртата епизода и сега бевме класични јутубери, ќе требаше да кажеме, ако ви се свигавме, стиснете subscribe долу едно друго. Али пошто сме клавијничари, добро знаете што треба да направите. Дугмето е долу. Се гледаме другиот петок.